Добар ден на сите. Добро дојдовте во уште еден наш подкаст кој што го нарековме Тесната врата. Ги позајмивме тие зборови од нашиот Господ Исус Христос, кој што сите луѓе ги повикува да влезат низ Тесната врата. Така да, моето име е Дејан, тука покрај мене е Андреј. Прво, пред да почнеме со некоја одредена тематика, како и секојаш, Андреј, па ќе те прашам како си ти? Super sam hvala na pitanju. Kako si ti? Мило ми е дека ти секој пат си супер. И јас сум добра, само малку би се позволил дека имавме пред една недела 30 степени, ко лето беше и сега падна температурите. Е ладно и сето тоа ми влијае на кисмата, тоа е наследство од Адам и Ева. Иначе сум добар. Okay. A proleće je kod tebe, ha? Да, али беше малку невообичаено, затоа што за 15 април да имаш температури како за крајот на јуни, тоа е чудно. Да. Прв пат вака, ама добар. Okay. All right, good. Okay. O čemu ćemo pričati danas? Океј, затоа што на претходниот подкаст ја и ти разговаравме на тематиката дали тие кои што се повикани од Бога и кои не се повикани од Бога, не се избрани од Бога, може да се покаат. Ја и ти тука дадовме библиски одговори, се логичното прашање е дали тие кои што се неуки за Бога или тие што не знаат за Бога имаат изговор пред светиот Бог. So they can say on that day of judgment, God, I'm not at fault. If you had revealed more to me, then I would have believed. Да. Или пак никој не ми казал. Yeah. Ali to nije istina. Да. To Али, nije istina. ја и ти заборавивме, пред да почнеме, дали ти би сакал прво да се помолиш? Yes, thank you. Dear Lord, thank you that you are sovereign and in full control of everything, over every human, over every nation, over every molecule. You are sovereign over all. You are sovereign over salvation. You are sovereign over eternal destiny. You are sovereign and worthy of all worship and praise. And so we pray that now as we study your word, that it would lead all of us not only to understand more about you and your truth, but also lead us to higher reverent worship of you. Because you are truly great, glorious, and majestic. And we praise you, our holy triune God. In Jesus' name, amen. Океј. Така да, сега пак ќе го повторам прашањето, па ќе разговараме на таа тема, дали писмото го вели тоа. Значи, прашањето е, дали луѓето кои што се неуки за Бога, или пак луѓето кои што не знаат за Бога, имаат изговор пред светиот Бог да застанат на судниот ден и да бараат од светиот Бог оправдување. Well, people would have an excuse if it is true that they knew nothing about God. But here's the question. Is it true that there are some people who know nothing about God? Не. No. Well, wait a second, Dan. What about those people who never go to church or those people who never open the Bible? Do they have an excuse? Can they say, oh, I knew nothing about you?
Писмото не ни го вели тоа. Well, then why don't we look at the Bible and let's see what God has to say about all people? Окей, Let's go first to Psalm 19. окей. Why don't you read verses 1 through 3? Окей. Значи, Or actually, you can go to verse 4, part A, too. Окей, значи, само. Окей. Значи, читамо Псалм 19 од 1 до 4 стих под А. Небесата ја објавуваат Божјата слава, а за делата на рацете негови известува сводот небес. Денот на денот објавува и ноќ на ноќта знаење открива. Нема јазик, ниту пак говор во кој не се слуша нивниот глас. Сепак нивниот звук се разнесува по целата земја и нивните зборови до краистата на светот. Maybe you could explain it to everybody why nobody has an excuse. А, самата креација, самиот цел универзум, сите звезди, целото небо, планетата земја, сите животни, се што е создадено, упатува дека постои креатор. Yep. So znači stvorenje deklarira o stvoritelju. Да. And go slowly through those verses again, and as you're doing it, explain. Окей, небесата ја објавуваат Божјата слава. Самото небо ја открива Божјата слава, Божјата големина на креаторот, кој што создал се. А за делата на рацете негови известува сводот небесен. Денот на денот објавува и ноќ на ноќта знаење открива. Why are you emphasizing den, noch? Why are you emphasizing that so hard? Sorry, can you explain this first? Why, when you read den, noch, do you say it with such emphasis? Затоа што секој ден е од Бог створен. How often does creation scream of a creator? Den, Eden, what does it say? Денот на денот објавува. Denod o denod. Znači svaki dan, cijeli dan. Окей, да. Ne samo to. И ноќ на ноќта знаење открива. So creation testifies day and night, all day, all night, that there's a creator. Question. Is that only for believers, those who are chosen, or for every human? За секој човек, за целото човештво, за секое создание, да. And you know that from verses 3 and verse 4, part A. Нема јазик, ниту пак говор во кој не се слуша нивниот глас. Значи, денот на денот не употребува некој аудио јазик ние да го чуеме тоа. Ниту пак ни говори, ниту се слуша нивниот глас. Степак, нивниот звук се разнесува по целата земја, а нивните зборови до краистата на светот. Everybody is given the light of truth through creation, that there's a creator.
right? Да, тоа во теолошки термин би се нарекло општо откровение преку креацијата. Yeah. Бог на General секој човек. revelation. Yeah. Oops, yeah. Svima, right? Да. So a non-believer can look at the sun and say, wow, there has to be a creator. A non-believer can look at another human being who's created in the image and likeness of God and say, there must be a creator. Think about a mother and father when they first see their baby born. Do you think they're thinking at that moment, wow, this baby came from millions of years of evolution? Come on. Go ahead. Не, би спомнал тука дека многу доктори кои што се занимаваат со таа гранка од медицината кои што породуваат, најчесто сите коментираат ова е чудо. Yep. So, back to the question. Мгм. Will people be able to stand before God on Judgment Day and make an excuse before God saying, I never went to church. I never read a Bible. I didn't know any Christians. God, it's not my fault that I rejected Christ. You didn't do your job to reveal truth to me. Will that person be able to have that excuse before God? Не, нема шанси. Nema шансе, Чичо. Да, самата креација сведочи за постоење на креатор. Huh. But what do people do with creation? Go to Romans 1, and we're going to come back here in a few seconds, but go to Romans 1, Dayon. Okay. What do people do with that truth that God has graciously revealed to all people generally? What do they do with it? Answer. Read verses 18 through 23. Okay. Па така, она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. И на вистина, оно што е во него невидливо, односно вечната негова слава и божественост, со гледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Нема што? Немаат изговор. Nitko. Because what do they do with that general revelation God has given them? Зашто кога познаа, се извинам, зашто кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи. Тврдејќи дека се мудри, тие обезумија, и славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четироножни животни и на лазаци. Doesn't sound like anybody's going to have an excuse. Да. Think about what people do. They deny the existence of God, even though creation, day and night, all day, all night, testifies of a creator. Да. What do? They suppress that truth. They come up with all kinds of theories about how everything exists. You know, like the theory of evolution, which is полна со дупки, и жалното е што луѓето, баш како што кажа сега ти, ја потиснуваат вистината и како да го игнорираат зборот теорија на еволуција, како да не постои зборот теорија, него доказ е тоа. Свесно го потискаат. Yes.
Yeah. So they're going to have an excuse before God? Oh, I didn't know. Uh-uh. Апостол Павле вика, тие немаат изговор. But you know what, Dayon? Not only, number one, has God revealed some truth that he exists through creation to everybody. Number one, you know what else he's done, Dayon? He has put his law on every human heart. How do we know that? Chapter 2. Okay. Look at verses 14 and 15, then you can explain it to everybody. Зашто секогаш кога незнабостите кои немаат закон, природно кои извршуваат одредбите на законот, тогаш тие, иако немаат закон, се закон на самите себе. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи Запишено где? во нивните срца, Ха. зашто сведочи нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања, со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. Океј? Тука апостол Павле ни кажува дека Бог го запишал законот во секој човек, во нивните срца. Секој човек знае што е добро, што е лошо, што смее да прави, што не смее да прави. Секој човек знае дека не е, дека лошо е да убиеш. Секој човек знае дека лошо е да ја посакуваш жената на својот пријател. Секој човек знае дека лошо е да крадеш. И да не редам дале. Бог им го запишал законот во нивните срца, да знаат што е добро и што е лошо, но не само тоа. Бог им дал и совест. Every human Да, секој has човек. Soviet, huh? Да, секој човек има совест и му е дадена да она или го обвинува за тоа што го прави, или пак го одбранува. Сега да не одиме за луѓе со жигосана совест, како совеста се стрнува и се затапува, па луѓето на... Ај, не одам там. Okay. But so God has revealed some light of truth to every human. Number one, in creation. Okay. Number two, he's put his law on every human heart and given every human a conscience. What do people do with that truth, Dayon, that they see every day and every night in creation and that they have written on their heart? Ја потиснуваат. И тоа Are they going to have an excuse? нема шанси. Every human receives that revelation from God through creation and the conscience. But there's one more, Dayon, we can look at. Actually, two more if you'd like. Let's go to Ecclesiastes. Okay. Chapter 3. I'm not sure how it's going to read in the... Прво ќе прочитам како е на македонски, па после тоа ќе отидам на интернет да покажам како е во оригиналот. Yep. Because Croatian also, I noticed, was a little, yeah. Трудно е. Да. Абе, кај си, бра? Океј. Значи, ќе читам од книгата Проповедник, 3 стих, препоставам алудираш на 11 стих. Океј? Вика, сето тоа тој го направил да биде прекрасно во свое време. Ни дал и чувство за времето и просторот. What does it say? Овој превод не е добар, затоа што ни кажува дека ни дал чувство за времето и просторот. Фактички како да Бог не
граничил in time and space. Yep. Yep. Е, What does it sad, say in the original? секунд само. Е, окей, во оригиналот ни пишува also he has put eternity in their hearts. Значи, пишува исто така ја ставил вечноста во нашите срца. Така да, јасно се гледа дека на старо хеврејски зборот е Eternity. вечно. Wieczność. Да. Haolam znaczy wieczność. Eternity. Да, I pisze tu Bog jestawio haolam, eternity, de. во нивните срца. Što to znači? Тоа значи дека длабоко во себе секој човек знае дека неговиот дух е вечен. Yep. Дека има живот после смртта. Yep. Deon, as a pastor, I have experienced that so many times when I have sat there in the hospital holding somebody's hand as they're dying. Some of those people had denied the existence of God their entire lives. And there they are. Soon they're going to breathe their last breaths. And I will always ask, do you believe that there's more than just this life you've lived? And even though their entire lives, they've denied the existence of eternity, at that moment, Pastor, please tell me there's more. Mm-hmm. Pastor, I want to believe there's more. Where does that come from? God has put eternity in every heart. Deon, why do you think every people group throughout the entire world, they worship? Затоа што се создадени за тоа. Тука би се надоврзал за балканските народи. Ако ги прашаш дали веруваш дека Бог постои, ќе ти кажат не или ќе ти кажат не знам, ама дефинитивно ќе ти кажат. Тоа е тоа што мој стих го кажува. Има нешто, има некој. Right. Yes. God's put. So, how about this, Deon? Even though somebody never steps foot inside of a church, Mm-hmm. even though they never have opened the Bible, God has revealed that he exists to them. Number one, in creation. Right. Number two, he's put their law in their hearts and given them a conscience. And number three, he's put eternity on their hearts. Kind of sounds like nobody's going to have an excuse. Да. Well, they may be able to say, Deon, okay, thank you, God, creation, conscience, eternity on my heart. Yeah, God, but had I just been able to understand the Bible's too tough for me to understand, God. I mean, come on. I'm like, if I would have been able to God, you made the Bible too difficult to understand. That's why, God, I didn't believe. That's why I rejected Christ. I couldn't understand. Are they going to have that excuse, Deon? Не. Wait a minute, but they're non-believers. Библијата е
писана на многу едноставен јазик, да секој човек може да ја разбере. Така да, добро, да. Постојат некои тематики, доктрини, да, кои што треба многу да се учи, ама некои основни вистини се преедноставни да се да Yes. разберат, дури 5 годишно дете ќе ги разбере, да? Yes. By the way, let's just make sure that everybody listening Mhm. knows where the Bible says that about itself. Go to Mhm. back to Psalm 19. Look at verse 7. Непорочен е законот Божи, душите ги укрепува. To Верно je е, istina, huh? да, апсолутно What да. else? Верно е, откровението на Господ ги учи неуките. Well, what does that mean? Дека е Божјото писмо е јасно и едноставно да дури тие кои што не се образовани, дури што немаат ниту завршено ниту факултетите од воски, дури да имаат само да знаат да читаат, Yeah. ги учи, не укида. Yeah. The theological term that describes the clarity of Mhm. the Bible is called perspicuity. The Bible is perspicuous. Немам појма како да го преведам тоа, само на македонски би го превел како писмото е јасно и едноставно. Yes. Now, not in every part Mhm. is it equally clear and simple. That's why you need teachers. But so many parts of the Bible are so clear that even a child can understand, a teenager can understand, an adult can understand, including non-believers. Right? Апсолутно да. Let's show two examples. Окей? Let's go to Romans chapter 6. Let's take a look at the perspicuity of the Bible. Read part A, verse 23, part A. Зашто платата што ја дава гревот е смрт. All right, let me ask you a question. Does a person have to become a pastor and get a theological degree to understand that? Не. Кристално е јасно. Зашто платата што ја дава гревот е смрт. Can a non-believer understand that? Апсолутно да. Huh. What about the second part of the verse? А подарокот од Бога е живот вечен во Христос Исус, нашиот Господ. Can a non-believer understand that? Да. Дека вечниот живот е подарок од Бог во Христос Исус. I to je dar od Jasno. Boga. Да. Huh. So, Dayon, if a non-believer Mhm. can even understand certain parts of the Bible, does that mean they know who they're rejecting? Мислам да. Дефинитивно да. So it's not that they're saying, sure, Chovic, Nissan's now. No. Yeah. They know who they're rejecting, Dayon. Да. No excuse. Да. Немаат изговор. One more. Окей? Ivan, Trzeciak Poglavje.
најпопуларниот стих во Саветот. Yeah. 16 стих. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Is that pretty clear? Кристално, јасно, гласно и едноставно. Да? Could an 8-year-old child understand that? Да. Teenager? Да, Non-believer? апсолутно да. Now, and we can talk about this maybe next time, they need the Holy Spirit to regenerate them to truly repent and trust in Christ. But nevertheless, they can understand that verse. How about verse 17? Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. I mean, Deon, right? Кристално јасно. How about the first part of verse 18? Кој верува во него нема да биде суден. Is that clear? Кристално јасно. How about the second part of the verse? Кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородениот син Божи. Кристално јасно. Then what's the problem? Verse 19 and 20. А овој суд е затоа што светлината дојде во светот, но луѓето повеќе ја засакаа темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. Nobody has an excuse. God has revealed himself to everyone in creation, on the conscience, and put eternity on every human heart. And God has also given his written revelation that is so clear in many of its parts that nobody has an excuse. Non-believers know exactly who they're rejecting. And they don't do it out of ignorance, Deon. They do it out of hatred. Да. So back to our original question as we bring this to a conclusion. Окей. Дали тие кои што се неуки за Бога или немаат знаење за Бога имаат изговор пред светиот Бог? Well, they would have an excuse, Deon, if it was true that they knew nothing about God. But is that true? Не. Ја и ти се отидовме казавме дека секој човек има дел од светлината во Божјото создание како општо откровение. Отидовме во Библијата каде што казавме дека Бог го писал својот закон во сечие срце и на секој човек му дал совест. После тоа ја и ти отидовме во проповедникот каде што он ни кажа дека не само тоа, него Бог ја ставил вечноста во срцата на сите луѓе и исто така сега отидовме во стихови каде што ни кажуваат за Божјото откровение преку неговиот писан збор, Библијата, да никој не може да каже дека му била претешка, не можел да ја разбере, така да можеме да дојдеме до заклучок како што ти сега спомна, дека луѓето свесно ја потискаат вистината, светлината која што им е откриена од Бога. Свесно го прават тоа затоа што ја мрзат светлината. Nažalost, ali to je istina. Да. Така да пред светиот Бог ни еден човек ќе нема изговор и ни еден човек не ќе може да му каже на Бог дека Бог не е праведен, дека Бог не е фер. Yep.
So, dear listeners in Macedonia, maybe you know some people who think they can make an excuse. Make sure you take what you learned today and share these truths with them. Maybe some of those people are in your family and they're thinking, if God exists, I'll worry about that on Judgment Day. And you know what? He'll give me an excuse because I'll just say I didn't know. Nope, not true. Now, again, people need the regenerating power of the Holy Mhm. Spirit to be able to truly repent and trust in Christ. And again, we'll talk more about that maybe next time. But Mhm. this is a great question, Dayon, that you Mhm. have. And you did a great job leading us through Mhm. this. This is very important. Окей. Фала ти, Андреј, многу. А, Фала ми на сите што не пратите и ги гледате нашите подкасти. Би спомнал тука, ако сакате додатни учења на некои вакви потешки теми, ако разбирате англиски, најдете го YouTube каналот кој што се вика Gospel on the Go со споени букви, отидете на плей листата кој што се вика Hot Topics и тамо ќе добиете уште по детални, подлабоки библиски учења од Андреј. Така да и друго што би спомнал тука е слободно контактирајте ме мене, поставувајте прашања, јас и Андреј ќе се потрудиме да дадеме најбиблиски одговори и наједноставни одговори. Така да ќе се видиме на следниот подкаст. Yeah, hvala ti, Chicho.